Александър Федурко пред 2 години бил диагностициран со рак на простата, а кога лекувањето не помогнало, уследиле серија операции за да му се помогне на функционирањето на дигестивниот систем. Денес лекарите од болницата Northwestern во Чикаго го проверуваат неговиот напредок. Американските хирурзи пристигнале во Киев благодарение на доктор Витали Пойлин, хирург за гастроентерологија, која се преселил во САД пред повеќе од 3 децении. По почетокот на војната тој започнал програма во рамки на Националниот институт за рак во Киев, што им овозможило на лекарите од САД и Украина да споделуваат знаење и искуство. Ние носиме лекари по 1 месец и ги плаќаме, а потоа со новите идеи полека се обидуваме да го промениме системот. Доктор Пойлин лекувал многу пациенти со стома. Неговото искуство се покажало посебно корисно за време на војната во Украина. Руското гранатирање донело многу ранети цивили и припадници на војската на кои им требало таква интервенција. Затоа е клучно да се споделат искуствата, објаснува Пойлин. Многу повреди се случуваат во торзото, а бидејќи немаат панцир, има многу повеќе стоми, отколку што би требало да има во услови на траума. Асистентката Рейчел Хенди има повеќе од 8 години искуство во консултации со пациенти со стома во Чикаго и со задоволство го споделува своето знаење со украинците. Како што објаснува таа, стомата може значително да го ограничи животот на една личност, но не мора да го спречи пациентот да води активен животен стил. На почетокот на сите им е тешко, но како што одминува времето, се прилагодуваат. Имаше една пациентка што сакаше да плива, а мислеше дека не може, но всушност можеше да плива и тоа добро. При идните посети, хирурзите од Чикаго планираат да соработуваат и разменуваат искуства со лекари во други региони на Украина.